Почитувани колеги, најнапред сакам да истакнам Реплика има Стојановска Дафина. Реплика има. Стојановска Дафина има реплика, еве. Па не е почнато говорот, пријаваме, повелете да знам дали е процедурално, дали е реплика, пошто не е почнат говорот. Повелете, само добро, само да се знае што. Почитувани колеги, на ваков начин можеби се сака да се одземе вниманието на она што сакаме да го кажеме. Колегите кои што се на состанок заедно со останатите колеги од СДСМ, можеби во овој момент и не можат да ме следат и да дадат реплика или свое мислење на моето излагање, и беше умесно да се даде барем 15 минути пауза, не и се. Она што сакам да го истакнам е следново. Кога се носеше, јас сум еден од пратениците кои што учествуваше во носењето на законот за јазици во 2008 година и во 2011 година, и од почеток го следам целокупното движење околу Охридскиот рамковен договор, дебати, спроведување на Охридскиот рамковен договор, препораки од Европската унија во врска со следењето на Охридскиот рамковен договор, законите кои што ги носиме во ова собрание, Уставот на Република Македонија. И многу ми е јасно кои се права на сите во оваа држава во однос на употреба на својот јазик. Од таа гледна точка, Република Македонија може да се пофали дека е земја во која што слободно се говори, е земја која што ги следи сите препораки на Советот на Европа, е земја која што ги следи сите резолуции кои што се донесени. И во тој поглед не може никој да не импутира дека Република Македонија не се грижи за соодветна употреба на сите јазици во Република Македонија, нити пак со еден акт било спречено да се говори, да се употребува мајчиниот јазик или да не се употребува, да не се проширува и употребува на секој начин слободата на говор во оваа земја. Во таа смисла и во 2008 и во 2011 година Социјалдемократскиот сојуз ни импутираше дека ние го кршиме рамковниот договор, го растегнуваме рамковниот договор, ние го прекршуваме Уставот на Република Македонија, ние овдека носиме самрак закони, се импутираше дека, точниот израз ќе ви го кажам, собствениците на двете политички партии, Али Ахмети и Груевски, си носат јазик, овој закон за употреба на езиците, за да може да обстане нивната коалиција. Да не набројувам, почитувани колеги, што све се импутираше на пратениците кои во тој момент носеа со мирна совест еден закон кој што претходно беше консултиран од академиците, претходно беше даден на ревизија дали се крши рамковниот договор и дали се крши Уставот на оваа држава. Сите констатации беа дека проширувањето на употребата на албанскиот јазик и останатите права на останатите малцински заедници е во рамките и на Охридскиот рамковен договор и во рамките на Уставот на оваа држава. Што е сега разликата, за да нема забуна, што е сега разликата во носењето на овој закон, за разлика од носењето на законите кои што беа во 2008 и 2011 година? Прво, како по обичај во сите овие 100 дена се прекршени сите процедури согласно деловникот. И тоа е констатација која што не може со ниту еден збор, со ниту еден говор, со ниту една контрареплика да се побие. Прекршен е, уште еднаш да кажам, член 118 став 4 од деловникот на собранието,
каде што се прекршени начините на носење на закон за јазици во ова собрание, во кои работни тела треба се да помине оваа процедура, прекршен е членот 135 став 4, каде што содржи усогласување на овој закон со регулативата, правата на Европската Унија, и во таа смисла непобитен е фактот дека се сакало на еден незаконски начин, на еден лажен начин, преку Министерството за правда, да се донесе во нашето собрание документ со кој што експлицитно ќе се гледа само во Комисијата за европски прашања. И тој е непобитен факт, не може со ништо овдека да се оправда. Затоа, немојте да разговараме дека ние се јавуваме сите на секого за реплика. Затоа што тоа е единствениот начин за кој што можеме во оваа фаза да дискутираме за овој закон, за кој што не се дискутираше нити на јавна расправа, нити на јавна дискусија, нити се почитуваа мислењата на Ману, нити се почитуваше мислењето на било кој институт во Република Македонија кој што имаат врска со донесувањето на закони кои што се од изворедно значење за сите во оваа држава. И затоа не сакам ни да се импутира, ни да помислат да импутираат дека некој од нас има нешто против албанскиот јазик, дека некој има нешто против македонскиот, српскиот или било кој јазик, затоа што не е тоа вистина. Очигледно дека е вистина. И да не ми се мешувате во дискусија. Вие го прекршивте деловникот, членот 136, каде што овој член предвидува дека доколку законот не е подготвен согласно со одредбите на овој деловник, а овој закон очигледно дека не е, согласно членот 135 став 4, предлогот на законот не може да продолжи во понатамошна постапка. Вие бевте должни како најповикан да го повлечете овој закон и да се следи редовната процедура на донесување на овој закон, сите да бидат убедени во оваа држава, сите до еден, дека носиме нешто кое е во интерес на сите. Исто така и последно да кажам дека е прекршени 139 и 140 од деловникот на ова собрание, каде што треба да се одржи општ претрес по предлог на законот и затоа законодавна правната комисија настапи спротивно на овие членови од нашиот деловник. Во однос на тоа толку, ја мислам доволно дека се прекршени соодветни членови. Ке продолжам понатаму. Зошто сметам дека овој закон зошто овој закон излегува од рамките на Уставот. Со овој закон не само што македонскиот јазик не е официјален, бидејќи доволно број на членови тоа го покажуваат, и се сведува на еден од службените јазици. Во Уставот стои дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо е службен, официјален јазик на оваа држава. Се што ќе донесеме овде, надвор од тој став, надвор од тој член, надвор од тој Устав, е против уставно. Законот кој што сакаме да го донесеме не ги решава прашањето на линијата на човековите права, бидејќи веќе ги имаме во сите останати закони таквите права регулирано. Овој закон, сметам, вака како што е, со сите членови како што се сега наведени, дека ќе предизвика промена, редефинирање на нашата држава, и упорно барав од министерот да ни каже какви се последици ќе предизвикат врз овој закон на останатите закони со просто мнозинство, со двотретинско мнозинство. До денеска, иако на Комисијата за европски прашања тоа експлицитно го побарав и министерот е должен тоа да ми го даде, до денес нема таков список, спецификација кои се закони во ова собрание ќе бидат врз основа на овој закон променени.
Дека е јасно дека излегува од Охридскиот рамковен договор, тоа може да го видиме во многу членови. И доста е само членот 1. Нема потреба понатаму да се оди. Каде што вели на целата територија во Република Македонија и во нејзините меѓународни односи службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. 2. Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, исто така е службен јазик и неговото писмо согласно овој закон. 3. Во сите органи на државна власт во Република Македонија, во сите органи, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и други институции, комисии, правни лица кои вршат јавно овластување согласно закон, службен јазик покрај македонскиот ќе биде и албанскиот јазик, затоа што 20% го говорат граѓаните на Република Македонија со неговото писмо на начин кој е определен во овој закон. Во единиците на локалната самоуправа јазикот и писмото што го користат најмалку 20% од граѓаните е службен јазик, како што и досега беше, покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. За употребата на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните, во единиците на локална самоуправа одлучуваат органите на единиците на локалната самоуправа. Понатаму, доста е само овој член 1, за да се свати дека се задира во Уставот на Република Македонија и дека треба целосно да се изврши повторна ревизија на овој закон, за да можеме да одлучиме во колкав степен ќе влие врз Уставот на Република Македонија. Дека редефинирање е нужно, ако го спроведеме вака како што пишува во членовите, е повеќе од очигледно. Сакам исто така, бидејќи времето не дозволува да се елаборираат сите членови, меѓутоа сакам да се задржам на членовите на глобите. Па, почитувани колеги, почитувана јавност, каде се видело и чуло, членот 22, да се глобат, да се казнат, да се спроведува нешто со казна од 4 и 5.000 евра, што досега не било никогаш. Иако бил македонскиот јазик официјален јазик, кажете ми во кој документ ние сме ставиле глоба, ако некој не го говори македонскиот јазик. Глоба во износ од 4 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на органите, сите кои што се наведени во член 1 став 3, што ви го прочитав, член 2 став 3, како и сите други институции за непочитување на одредбите на овој закон. И 2, глоба во износ од 30% од одмерената глоба ќе му се изрече и на службеното лице, значи не само на правното, не само на институциите, туку и на лицето кое што нема да го спроведе овој закон. Може би сега, и тоа во рок од 1 година, да се спроведени сите закони кои што ги тангираат овие права, да не зборам, уште и тоа ќе го кажам, може би време нема да имам. Меѓутоа ќе се задржам на оваа глоба, што е непримерна, бидејќи во Советот на Европа граѓанскиот концепт не предвидува во ниту една фаза глоба за незборување на некој јазик. Граѓанскиот концепт предвидува употреба на јазиците, слобода на говор, ама не глоба. Не постои таков член во ниедна резолуција, во ниедна декларација. И ако има, покажете ми ја. И ако има, покажете ми ја да сватиме дека вие стварно сте убедени. Предпоставувам дека ќе има измена на овие членови и предлагам член 22 да стои глоба за неупотреба на македонскиот службен јазик и кирилско писмо во сите институции на цела територија на Република Македонија. Значи глоба прво да стои за непочитување на македонскиот официјален јазик во сите институции на Република Македонија. Второ, агенциите и инспекциите прво што треба да направат е да извршат анализа
како се спроведува македонскиот јазик таму каде што не е говорно подрачен јазик на оние што го говорат другиот јазик. Дали имаме ние отстапување? И во таа смисла во ова собрание треба да почнеме голема дебата за да бидеме убедени сите дека сите јазици се еднакви на територија на Република Македонија. Агенција Благодарам. за спроведување. Не, имаме една минута што ми одземавте. Благодарам, Ово е колешке, непочитување. благодарам. Ви помина таа една минута. Не е точно. Благодарам. Не е точно. Благодарам.